Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Врвните национални и државни интереси се остваруваат. Република Северна Македонија со сигурност станува 30-та земја членка на НАТО алијансата. Вчера Чешка и Турција го ратификуваа протоколот за пристапување на нашата земја во НАТО алијансата. До сега 20 земји членки од вкупно 29 го ратификуваа протоколот и дадоа зелено светло за пристапување на нашата земја во најмокниот безбедносен сојуз на светот. Со ваквото темпо на ратификација очекувано е до крајот на годината и официјално да станеме членка на НАТО. И нашето знаме да се вее пред седиштето во Брисел. Еве што значат телефонските разговори и личните средби на премиерот Зоран Заев со светските државници. Ете ги резултатите од одговорното, честното и транспарентното работење на владата и парламентарното мнозинство предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ете од каде се фрустрациите кај Мицкоски. Од успехот на Зоран Заев. Додека фрустрираниот Христијан Мицкоски действува против државните интереси, премиерот Зоран Заев ги брани националните и државните интереси. Додека ВМРО-ДПМН ги кочи и процесите и напредокот, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија действува и се залага напредокот да продолжи. Членството во НАТО, почитувани граѓани, е известно и е сигурно. Тоа е важно за безбедноста и стабилноста на државата, но и за регионот. Но освен безбедност и стабилност, членството во НАТО носи и бројни економски придобивки. Имаме рекордно ниво на директни странски инвестиции од 737 милиони долари. Имаме зголемување за 200% на гринфилд инвестициите. Со членството во НАТО очекувано е инвестициите да продолжат да растат. Имаме рекордна ниска невработеност во државата и тоа на 17,8%. Со членството во НАТО, почитувани граѓани, невработеноста дополнително ќе се намалува, а економијата забрзано ќе расте и ќе се развива. Зборот важи. По години изолација ја вративме државата на прав пат, на патот кој води до членство во НАТО и Европската Унија. Ви благодарам.